Gospode, pomogni mi. Ostanah sama so 4 gladni usti. U životot moj svi se prevrte. Mi umre, Stavre moj. Ostanah crna kukavica so 4 dečinja. Gospode, pomogni mi. Kako ќе живеам? Ставре мой, ти ги реши сите земни маки. 8 години Господ ти дари вечна земја, а ние останавме сами и товар на твојата вечна земја. Ставре мой, ти си отиде, ме остави сама со дечињата, а тие си растат. Како ќе живееме? Да не е татко ти, Ставре, јас не знам како ќе живееме. Господе, дај ми сила, снага и храброст да издржам во оваа прокоба. Значи, ова е алфа. Алфа. Алфа, така, точно. А ова е вита. Дедо, ова е епсилон. Точно, епсилон. Ти ваќа тебе убо, ти ваќа тебе убо. Дедо, зошто до нашата куќа се наоѓа турскиот полициски учумак? Бас... Дедо, зошто го тепат? Бас, ќе го тепат, си го направил некако кабаен. А боли, дедо? Боли, многу боли. Тука, ајде ние да си го продолжиме пењето, ајде. Ох, татко, што си јамачиш душата со ова детуле? Зар може тоа да научи нешто, а? О, невесто, ништо не знаеш ти, бре. А тој е умен, бре, умен, најумен од сите. Ајде, ќе биде нешто од него. Ајде. А да си го гледаш малку повеќе здравието, татко? Гледаш си куќава? Ја гледам. А знаеш ли ти кому ќе му ја оставам, а? Никому, освен Григору. Да си жив, татко, да си жив. Ајде, невесто, оди кујна види тамо млекото. Одам, татко. Ајде, Овој твој пезевенк многу голем јазик има. Аман бре, Мујазиме Ефендик, што кабајет најде кај мојот Григор? А бре, дете, кеседжија. Ме прашуе зошто сме тепале луѓе во валака. Не можел да живее, вели. Така ли беше, бре? Пезевенк? Така е. Ден и ноќе само пискот се слушал до ќуматот. Со страв легнуваме, со страв стануваме. Вала бија. Така треба, така. Дете, Мујазиме Ефенди, му улета јазикот пред умот, како зајакот. Детише, бујров, Мујазиме Ефенди, бујров, да ти се најде. Бујров, детиште. Ти ќе му го удриш чотекот или јас? Мујазиме Ефенди, чувај си е ти снагата, моја крв, јас ќе, така ќе го... Тамам. Ајде. Ту, викај бре, како да те кршам од ќотек. Ау, леле, дедо! Немој, леле боли! Ау, леле! Ау, леле боли! Ау! Абе, погласно викај! Добро беше, дедо? Добро беше, ма погласно. Ау, леле! Ау, боли! Ау! Што е, бре, татко, што правите? Убаво,
лае, дете му, ќе го биде човек, ќе го биде човек. Од памет ме извадивте. Чапкон дете ти е малиот, Пори Марија. Чапкон дете ти е. Не знам што да правам со него. Малки ли ни се макиве, бре татко, па уште и со него? Знам, невесто Марија. Знам, убаво чита. Уште утре ќе го однесам кај даскалот Апотоле. Уште утре. Добар ден, даскале Апотоле. Кириле, што арно те сурди са кај мене, бре? Мирбе, Евани. Внуков мој. Григор. Знае да е пее алфавита. Јас го учев. Па сакам сега со умот да отидет подалеку. Добро. Еве, ќе го научам Октоик, Салиро ќе учиме, Орелојо и Макарио сам ни Росу ќе поревти. Може така? Може. Само, знаеш што, да не го клават во валак. И не тепај. Добро. Григоре, седи кај децата. Седи, Григоре. Па добро, ајде нека му е честита уката на внук ти Григора, Кириле. Ајде. Слушай, друг пат и вакцинација ќе? Не, ајде, Ајде. Мирбе, Ивани! Дедо! Што е? Не викај. Кажи што е. Дедо! Кажи. Даскал Апотоле ме тепаше. Па даскал е тој, ке тепа ја. Дедо! Кажи ми мене, дедо ти е, кажи. Лошо ме тепаше. Дедо ти е многу болен. Остави го него, те молам. Лошо ме тепаше. 2 пати ме тепаше. Добро, без ли си му сгрешил нешто, бре, синко? Под валака ме тепаше. Во валака. А му реку... Јас нема веќе додам у Апотолета. Ке идеш, сине, ке идеш. Дедо ти сака да бидеш умен, поумен од сите нас, да не се мачиш. Григоре! Ке идеш, синко, Григоре! да ни бидеш светло на ќориве очи наши кои гледаат, а не пулат ништо, сине Григоре. Григоре! Оди. Дојди вам! Дедо! Григоре! Господ ме вика у себе. Ви оставам оклетие да ме погребите само со еден поп. Никола и Иван да ги клаиш на занает. Да си го вадат лебот болук, така што и за тебе да остане. Разбра? Ова сестра ти е Зуграфина, ја поводив за измеќарка у екимот Зала Коста, што ќе ја хранит, ќе ја облекува и ќе ја дава по 100 гроша годишно, не е мала сума. А на Григора се надевам, домакинке, се надевам. А и ти исто така да се надеваш. Разбра? Ме слушаш? Слушам, тате, слушам. Дај ми клетва, оти ги го прашташ на училиште. Тако ми жалби, тако ми тъги, татко, ќе го прашчам. Сега, ако е така, тогаш, куќата моја, и по куќнината,
и лозјата мој се ваши. Сега, кога ги уредив работиве, домаќинке, прости ми. Многу добра домаќинка ми беше. Ме слушаше. Честна ми беше. Ме слушаше. Добро ме слушаше домаќин. Дедо, ти кажам нешто, дедо. Григоре. Ево. Што ќе правиме, мајко, сега? Јас ке идам на училиште. Ке идам. Што ќе правиме, деца мои? Како што ќе правиме? Ќе работиме, сите. Јас ке учам многу. Еве, јас и Иван ќе одиме на каачки занет. Јас ке работам како измеќарка. Не бери гајле, мајко. Мајкино. Сине Никола. Ти си сега потпора на куќата, мајкина. Галебите ниско летаат. Ке има бура. Зошто плачеш? Дали вака ќе робуваме, нано? Синко мој, ти знаеш многу книги, ама мал си, не знаеш оти на светов секој роб. Ама, нано... Не, душо моја, не, ти си ги знаеш небеските работи, земните не ги знаеш. Човек е среќен кога ќе се извиши себе си. Нано, те молам, дај ми го килимов да го поносам. Не, синко, не е тежок. Те молам. Не е тежок. Еве да го земеш килимов, ќе видиш колку е лесен. И ученици не носат. Греота е. Ајде. Добро, нано. Што се стори, мори жено? Па ќе ме задоцниш за на црква. Проштавај, госпожа. Проштавај многу. Море, силни раменици имаш. Убаво си го испрала. Како нов е. А овој, што ти е? Тој син, госпожа. Нешто многу е блед. Да не е болен нешто? Не е болен, не, туку многу сака да пее писмо. Дење, ноќе е над книгите, госпожа. Гладен си? Не е гладен. Тебе не те прашав, измеќарко, мълчи. Гладен ли си? Да. Не сум гладен. Не јадам.
Море дерт табиет. О, Проштавај, госпожа, проштавај многу. Туку никогаш не задоцнил за Насколија. Туку книгите му го испија умот. А јас, кога пак да дојдам? Немој поќе да ми доаѓаш. Isprostri го ова таму во дворот. Еј, Григоре! Чекај. Што ти е, бре, тебе? Болен да не си? Сум? Като ден си замислен, натуштен. Сум. Како погоди? Абре, ти атер на филјанчалма не правиш, а? Што ме гледаш како чапкун, бре? Ајван ни заеден. Кога ми збораш, Ефенди Мујазим треби да ми кажеш, разбра, а? Ја! Разбра ли е, човек? Аман, разбра. Бегај, бре! Бегај на Сколија! Бегај! Аман Ефенди Мујазим, дете е тој. Далди са не по пеење книги. По улаве. Аман, проштавај. Мојро. И гологлав по чаршија да не ми шета. Добро. Добро, Ефенди Мујазим, добро. Куќа. Молчи, бре. Молчи. Тргнувај. Григоре, Кажи, Нано. еве ти го фесот. Врати го назад. Како? Така. Слушај, го купив и нема да го вратам. Е, па јас нема да го носам. Григоре! Синко. Убаво ќе ти прилега, синко. А и слушна што рече Мујазимот. Не сум учен да носам фес. Ќе одам гологлав. Григоре, смири се! Господи, и да го отепам нема да го носи. Григоре, смири се. Ана, знаеш што рекол Хомер? Кој? Великиот поет кој е опеал Илијада. Не. Види сега. Полвина благородство Бог отнима человеку кој свобода си загубил, којто станал роб другому. Господ нека е со тебе, синко. Така, Нано, така.
Добар ден, Кирие. Дојде, Григоре. Ајде, повели, седни, седни. Те чекаме. Седни да јадеме. Сит сум, Кирзалче. Благодарам. Ти, ама испиен си. Испиен, делува слабо или си болен? Здрав сум. Абе, здрав си, ама гладуваш? За други работи ти дојдов у куќа, Кирзалче. Ендак си стана мегалоскефалос, мегалосколија. Бравос, ама не добро работа. Мајка ти аргатуе по куки, сестра ти измејкарува кај екимот, брат ти оди на дзаната ти доправи. Нисто не прави, продава с јајца на пазари през лето црници. Пилињата ведат јајца, некој требби да ги продава. Црницата у дворот наш раѓа црници од сладки посладки. Хомер вели дека работата го уважува човекот. Хундро кефало, хундро, да. Види вака, Григор. Андроник, мојот син. Сакам, водис на сколија, со него јадес, со него спиес и ке го учис. Видува? Ама немој многу да ни го уморуваш. Да. Не. 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 Нема уморуваш. Да го учис, да го пее Омира. А што да му пеам од Омера? Илијада или Одисеја? Еве, син на татко, што да ти пее од Омира, што сакаш? Кој е тој Омир? Еве, синеве, па тоа тебе Григот ќе ми те научи, така ли е? Да, ќе го учам. Така е, да си ми жив. Ами, аз ќе да учам бе татко кога јас сум чорбажевски син. И богот Хефес, на молба на Ахиловата мајка, Божицата Тетида, суредуе ново оружје на Ахила. Борба се разгорува страшна и боговите во неа стапуваат. Ахилеј на крајот го усмртуе убиецот на Патрокле. Кој беше тој, Андроник? Одговарај бе, хундро кефало, кој беше тој? Тебе, Григоре, помогни му, теско му и дицува Омир. Кази му. Хектор. Хектор. И Ахилеј го врзуе лешот на Хектор на својата борна кола и го влече околу зидините на Троја. И тројанскиот крал Пријам на крајот доаѓа и го откупува телото на својот син Хектор. Григоре! Ајде да ни купиш месо. Какво месо да купам, Кирија? Говецко. Еве веднаш. Жено, што прави? Зошто дигаш джева? Григор не учи Омира. Ами? Па зар овој го знаете нашио Омира? Па го знај? Неговиот акал не досега до Омира. Па Григор не е фанариот. Ти се кажеш не е фанариот. Како ли бил фанариот, кога Елински знај повеќе и од тебе и од мене? Еј, Ефенди Мујазим. Аргатуеш кај фанариотите, а? Каде ги водите? Во Дебарскиот затвор. Ефенди Мујазим, ти
Митки, слушай, си имал опасен гостин в куќа, а? Кој е тој? Даскал Димитар Миладинов со жена му. Панариотине го клеветат дека сел смут. Пази да не ти го смати и тебе акалот, и ти да летнеш за дебар. Ајде, еве, чабук. Даскале, ми донесовте светло во душата. И за тебе, Григоре, сум слушал многу убави работи. Еви, жена ми Митра може да каже. За вашиот сопруг, меѓу нас, македонците, се прикажуват легенди. Ви се молам. Митар е само обичен даскал. Меѓу народот велат дека речта на даскал Миладин од устата тече како мед. Григор го љуби перото на Хомера. Даскале, сакам да идам кај тебе на уроци. Можете? Само јас учам на грцки јазик. Морам. Митре преведува многу работи. На наш струшки јазик. Вервам на еден Господа, татко. Сведржател. Создавачот од небото и од земјата. И од сиот вех што се пулет. И од ангелите што не се пулет. Вервам и на еден Јисуса Христоса. Синот Господов. Самородениот. Тој што се роди од татка пред сите векови. Ти, даскале, ова на наш јазик го преведе од елинскиот верују. Само на свој јазик треба да се веруе, Григоре. Арно ме учиш, даскале. Си заминувам, Григоре. Ке бидам даскал во Битола. Овде многу ме вардат. Ефенди Мујазим, како си? Гуши. Немам воздух. Оти не пиеш илјачи, Ефенди? Пијам. Ама црно ме сардисуе. Еве, земи од мојот пијач, Ефенди. Арно ке ти иди. Земи. Арен човек си бил ти, керата. А за тебе се црно се пизми. Мавни се од туга, куртул ќе бидеш. Даскале, не им уидисуваш на фанариотите? На нашиот народ уидисувам? Еј, даскале, па ти ги расцуте охридските училишта. Ај, со среќа да ми ти е рожбата, даскале. Митре, оли вистина, оли лага? Дај Боже, да ви се родит здраво мъжко дете. А Митра ми велит оти ке си ојте. Да, во Битола. Сполајте, даскале. Ти посеа љубов за Ука, Ика и Григора мој. Сполајте. Даскале, јас за тебе ќе гинувам, да знаеш. Григор требит уште да учит. Јас грошоите ќе ги дадам само за поголема ука од ова што ја имам. Арно велит.
Arno, тој не е најумен во фамилијата. Како ќе речи тој, така ќе видите. Арно, ама што ќе учит Григор? Каде ќе учит? Слушајте што мислам јас. Може Григор да ојде у Јанино. Таму беше и мој Митар Миладин. А може да ојде и у Русија. Далеку е. Далеку. А Атина? Атина? Еве оти Атина. Григор знае грцки поарни од елините. А што ќе учит во Атина, даскале? Григор да си ја пригрни медицината. Ќе биде театрос и сите ќе не лекуе. Што мислиш, Марија? Можете. Григоре? Немам јас наклон на медицината. Јас сум поќе по пеење книги. Ќе пееш книги по медицина. Затоа, господа студенти, треба да се симнуваат шапките на ова место. Овде започнал со работа нашиот прататко на медицината Асклепиос. Благодарам. Часот е завршен. Поведете. Господа студенти, во нашата аула на таблата прочитав некакви стихови. Кој ги пишува? Кој пишува стихови во храмот на Асклепиос? Ти. Кој си ти? Григор прилича. Браво! Браво, стихоклепец, браво! Браво! Ти треба да учествуваш на конкурсот што го распишува Царотон. Колеги, нашиот даровит по перо колега, тогаш може би ќе го добрие и лавровиот венец, а? Григоре. Ајде. Умирам, Григоре.
Умирам. Смири се. Нема да умреш. Јас не дозволувам. Само Господ дава дозвола за умирање. Земи. Не си јал со денови. Има уште? Толку. А за тебе? Не сум гладен. Нема поголема љубов и поголемо добро од тоа човек да си ја даде душата за брата си свој. А јас, бедниот студент по богословие, се братимам со клетиот студент по медицина, кој наместо да учи анатомија, пишува поезија. Поема, побратиме. Поема. Како ќе се вика поемата? О Арматолос. Сердарот. А ти учествуваш на конкурсот? Да. Ти ќе победиш. Голем е Господ. Голем. Јас прочитав некои делови од поемата. Потоа со денови не може да заспијам. Ти благодарам, побратиме. Ако го добијам лавровиот венец, паричната награда ќе делиме по половина. Слава тебе, Господи. Слава тебе. Честитам, честитам. Повелете, влезете. Почитувани дами и господа, имам чест да ви го представам нашиот втор Хомер. Ова е авторот на чудесната поема во стихови, убави од најубавите бисери. Поемата која што оваа година го освои Лавровиот венец за најдобра поема во Елада. Браво! Дозволете ми да ви ја представам мојава сопруга, госпоѓата Елени Рангавис. Општа радост е во Атина, што ни се јавил Дефтерос Хомерос. Господјо Рангавис, се плашам да не се возгордеам. Ај, треба да се гордеете. Цела Елада говори за вашата победа. Василис, пред да дојдете, ни зборуваше за вашата поема, како затворба на чудесно лето. Да ве запознам со мојот сопруг, професор по анатомија Олимпијакис Дамјанос. Ви благодарам, господине професоре. Но зошто му благодарите? Па господинот професор уште многу одамна знаеше дека ќе видам ловороносец. Ох, каква чест, Дамјанос. Па вие значи се познавате одамна. Овој стихоклепец е мој студент. Добивте голема награда. 1000 златни дракми. Но вие сте му ја посветиле половината од наградата на некој сиромашен студент по теологија. Да, така решив и не се одрекувам.
втората половина? За втората половина не сте решиле ништо. Втората половина ми треба мене. Не сум богат. А дали слушнавте какви пофалби искажав за вашата поема јас, председателот на конкурсната комисија за изборот на најдобрата поема? Кирие, сас паракало. А колку години имате? 30-тина. Кој сте ми е? Григор Прличев, авторот на поемата О армата воз. Аха. Знаете ли да ни кажете неколку стиха на памет од наградената поема? Сите ако сакате. Не, само почеток. Пискотници се слушаат од галичник во река. Што тешка несреќа ги збра и мажите и жените, та гласи тажна ека и навева се окопи зла. Дал град ги беше по лињата житородни фатил, ил рој скакулци се беше вдал. Ил султанот арачли час пред време им пратил да збира арач луд без жал. Ни град по лињата житородни ги беше фатил, ни рој скакулци се вдал. Ни султанот арачли час пред време им пратил да збира арач луд без жал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега. Тој Сердар, прочуен, падна в бој. Доволно. И ќе ги гази плячкаш од планините ни сега, а да ги брани нема кој. Доволно, доволно. Браво. Браво. Господине ректоре, Кирие Прличев, ние сакаме на државна сметка да ви спратиме на студии во Оксфорд. Или во Берлин. Сакате? Господине Прличев, вашиот одговор. Гледај како те поздравуваат, Григоре. Слава, слава, Григоре, славен си, богато награден, одиш во најскапите гостилници, кафеани, театри. Ти наклонуе банкарот диаманти со господјата. Така, имаш месечна стипендија 35 драхми. Основачот на новите олимписки надпреварувања Евангелий Запад ти дари 60 златни драхми. Ќе одиш во Оксфорд на студирање, светска слава те чека, Григоре, а ти апатичен студент. Знаеш кои се овие? Чувај се од данајците и дарови кога ти даваат. А дали ти го донесе најскапиот подарок од мојата татковина? Успеа. Миладинови го направија зборникот. Знаеш ли кај се сега браќата Миладинови? Каде? Затвор.
Затвор? Арестирани се во Стамбулскиот затвор, оклеветени од овие. Добар ден, како сте? Григоре, прочитай. Што да прочитам? Дунавски лебед. Браќата Миладинови изгинале во стамбулските затвори. Може би се отруени. Голема потреба е да одам дома. Немој, Григоре. Овде те чека моќ, слава, пари. Ке гинам или ќе одмаздам за Миладинови. Григоре. Григоре, синко, што е ова? Ловоровиот венец, Нано. Боже, го досегна крајот на блаженството. Ни остана само нашата тага и времето.